на линија на она што колегата Милошовски го кажа, а и на линија на она што колегата Снопче го кажа. Без оглед дали еден закон се носи во скратена постапка или во редовна постапка, не може да се расправа за него ако нема представници на сите засегнати страни. Во случајов, значи, кај учениците од основното образование, како што и сами се наведува, како што предлагачот наведува во оценката на состојбите, го споменува УНИЦЕФ и така натамо, значи, да искористиме во тоа време што е потребно за некој да си го оствари пратеничкото право, по мене, треба да има овде и да повикаме прво од детската амбасада Меѓаши, второ од УНИЦЕФ, трето гледам сериозни анализи компаративни на народниот правобранител за состојбите како во основните училишта, така и во средните. Гледам сериозни анализи на Хелсиншкиот комитет. Гледам на Црвениот крст. Значи, се соочивме со протести на средношколците, да ве подсетам. Со право, утре некој средношколец мене ќе ме праша како вие расправавте за средното образование, без да повикате некој од нас. Кого представувате вие? Партијата? Владата? Значи, мислам дека морало претходно, или ако се најде сега некое решение, штом пратеници може за 2 сата да се најдат овде и да предлагаат амандмани, да ги информирате сите овие што ги споменав и да им овозможите да учествуваат во нешто што е пара или квази public hearing, како да го наричам, но важно, и Црвен крст го заборавив, засегнатите страни и оние кои се грижат за нивните интереси, мислам дека треба да имаат можност овде да ги кажат своите ставови. Тогаш сликата за состојбата во областа што треба да ја уредиме со законот ќе биде далеку појасна, да не се впуштам во материјална расправа, подоцна ќе кажам зошто, бидејќи не е целосна. Ако имате таква можност, мислам дека вашиот однос ќе биде одговорен и дека тогаш можеби она што го критикувавме, некоординираноста и поделената одговорност со председателот на собранието, ќе остане за него, а вие ќе овозможите инклузивен начин на дебата. Благодарам.